Селото Босилово се наоѓа на патот Струмица-Новосело, 6 километри источно од градот, на надморска височина од 214 метри. Не се знае кога точно настанала населбата, бидејќи нема стари материјални остатоци. Од одделни преданија се дознава дека оваа селска населба е основана во почетокот на турското владење. Според едно предание, селото порано се наоѓало околу половина километар северно од денешната локација и се викало Неичино. За време на турското робство, земјиштето на кое е лоцирано сегашно Босилово бил чифлик на неколку турски бегови. Еден чифлигар од Неичино, по име Босилјан, прв изградил куќа на ова место. Подоцна, кога селото Неичино било запалено, беговите им помогнале на другите неичани да изградат куќи околу новоградбата на Босилко. Така на тоа место беше основана нова мала селска населба, која според името на првонаселеникот Босилко била наречена Босилово. Некои од жителите се уште се сеќаваат на легендите за настанокот на селото. Босилово е надимок од убиваго човеку кој се е викал Босил. Босилово е у старо седиште било у Неичино. Банално, не дај Боже да се здава таква болест, холера. И умирали останале 4 куќи. Нема да е глава тоа каде владиката тогаше. Питат го дедо зошто што да правам. Вика, минејте реката. Тука е близко таа позади Суву река. Минада са, вика, минај реката да се населеш. И тие са доселени тука, у име прво Кубурци, две куќи, и Босил, населене сега дека дечкото игралиште на школата, у тај двор. И затова името го носа Босилово, поради човек што е викал Босил. И после Босилово е останало веќе тука остадош. С това време, турскиот император бил не се давале црквата да градот у срцето дека дечкото игралище сега, премислилеа тук, дека е сегашната црква. Камен по камен се носили од това место, не е дозволено да се товара повторно на кола. Камен по камен се носиле и се го донеселија тук. Како дете јас го запомнах 150 куќи Босилово. А сега е прилично, ако не се важно некаде, колку што сум бил пехоотборник општински, статистиката негде беше околу 495 домакинства, не куќи. Посебно се и домакинството, посебно и куќите. А сега мислам оти има веќе 500 куќи. Минуваат денови, месеци, години, а селото Босилово бележеше се побрз растеж. Новоградбите му дадоа еден убав современ лик, кој денес наликува на мало градче. Растеше бројот и на населението, па денес во него живеат околу 1800 жители и има 470 домакинства. Со тек на времето и со развојот на селото, Босилово се претвори во една прекрасна урбана населба. Населеното место Босилово е едно од најголемите населени места во општина Босилово и е седиште на самата општина. Тоа има некаде околу 470 домакинства и 1800 жители. Карактеристично за Босилово е тоа што веќе со сите зафати што се преземаат тука, а и самите жители на Босилово настојуваат, значи, животот и активност кои ги имаат да бидат урбани, односно Босилово полека се претвара во една урбана населба. Населеното место Босилово, значи, има водовод кој беше пуштен во 2005 година. Со канализационен систем не располагаме, меѓутоа во идните планови предвидено е во некои наредни години и тој проблем да се реши.
добар дел од локалните улици се асфалтирани. Се направија напори како општински центар да биде поврзан со сите населени места со асфалтирани локални патишта. Босилово располага со основно училиште, значи деветолетка, кое е општинско основно училиште и под негова надлежност и ингеренции се и неколку подрачни училишта во околните населени места. Има пошта, има здравствена амбуланта, стоматолошка амбуланта, така да граѓаните од Босилово најголем дел од нивните општествени социјални потреби веќе ги остваруваат во самото населено место. Во 1996 година селото Босилово стана седиште на новоформираната општина Босилово, со што се создаде можност за побрз развој на ова населено место. Во негова близина се наоѓа урбанизиран простор, предвиден за изградба на стопанска зона. А добрата местоположба и неговата распространетост од двете страни на меѓународниот пат Струмица-Петрич и изградената инфраструктура доведе и до поголем број вработување на населението. Понатамошниот развој на населеното место Босилово го гледаме и во тоа што во негова непосредна близина имаме урбанизирано простор од неколку хектари, каде што е предвидено изградба на стопанска зона за лесна и незагадувачка индустрија. Специфично е што тие урбанизирани површини се приватни и малку потешко оди групирањето на приватните парцели и претварање во градежни парцели. Меѓутоа јас се надевам дека во наредните неколку години тоа ќе се активира, бидејќи веќе неколку објекти се градат. Ние како институција настојуваме да ги решиме таму инфраструктурните проблеми, односно да обезбедиме струја, вода, да изградиме внатрешните патишта, со тоа тие површини ќе станат атрактивни и нормално бизнес заедницата, бизнес секторот ќе го најде својот интерес во изградба на погони и објекти, што ќе значат поттик на локалниот економски развој и секако вработување на кадри од населеното место Босилово, бидејќи тоа е во непосредна близина на Босилово. Доколку го посетите ова населено место, ќе забележате една убава чиста средена населба. За тоа се грижи самото население, а секако големо влијание има и комуналното предпријатие Огражден. Формирано е 2001 година, а активно работи од 2005. Основни дејности со кои се занимава ова предпријатие се обработка и дистрибуција на вода, собирање и транспорт на комуналниот отпад, одржување на јавна чистота и одржување на уличното осветлување. Комуналното предпријатие значи е јавна установа формирана од страна на општината, кој што во моментот во општина Босилово оперира со 4 основни дејности. Значи примерна работа со која што се занимава е обработката и дистрибуцијата на водата, собирањето и транспортот на комуналниот отпад, одржувањето на јавната чистоќа и одржувањето на уличното осветлување. Можам да кажам дека комуналното предпријатие е релативно младо комунално предпријатие, бидејќи е формирано 2001 година, меѓутоа активното работење е некаде од 2005 година. Значи, начинот и работата на комуналното предпријатие е всушност дистрибуцијата и обработката на водата. Можеме да се пофалиме дека во моментот ја имаме една од најдобрите филтер страници за обработка на вода. Третманот на обработка е преку третирање на површински води, преку процесот на флокуација и коагулација
преку минењето на грубите и фините филтри добиваме една екстра квалитетна вода за пиење. Како и секаде, така и овде, не интересираше каков е животот на младите, како го поминуваат денот, со што се занимаваат, дали се задоволни и исполнети. И овде повеќето млади спасот го бараат надвор од државата, за подобар живот, за подобра иднина. Што се однесува до нашето село, моментално се живее од земјоделие и овде во Босилово ги имаме сите потребни работи. Водовод имаме, потоа имаме асфалтирани улици, земјоделието обично се работи со трактори, односно со приклучна механизација, со приколки, со фрези се работи, но сегашната ситуација е малку потешка заради кризата што е во Европа и овде се почувствува и можем да кажем дека младите луѓе се иселуваат од овде барајки екзистенција по младите. Има болници, има заболекари двојца, имаме се што треба. Фудбал още постоја помалку. Друго, животот на младите прилично е добар. Пицерата ни е тука, младите сегачка сала за игранка не им треба. На шетане. Излеват до 11, едно време ние до 11 враќаме дома. И тако времето се мене. Моментално е тако, шетат младите по пату. Една од секојдневните активности на босилевчани е земјоделието. Секојдневно ги обработуваат земјоделските посеви, ги берат производите и на крај ги подготвуваат за откуп. Многу години наназад се занимаваат со одгледување на повеќе земјоделски производи – пиперки, домати, тутун. Работаме со пиперки, прас, зелка, патлиџан, модар, краставици, се што има. Баш не сме, ама епак па до негде. Ако не е, па те не миша да јадам. Тешко ли се работи? Тешко. За тешко, многу. Младиот свет не. Само ти като нас. Младите избегава, нема никој. Они са по други работи. Занаати, устранство. Такви како нас само. Во центарот на селото на едно прекрасно место се наоѓа и црквата Свети Атанас. Изградена е пред многу години, во 1842. Ова е место каде што жителите на Босилово се среќаваат почесто, не само за големите христијански празници, туку и во обичните денови. Доаѓаат, палат свеќи и се молат за себе и за своите најмили. За нив ова е единственото место каде што се чувствуваат исполнети и среќни. Нашата црква во село Босилово се вика Свети Атанасие. Изградена е во 1842 година од нашите стари, мислам, дедовци, парадедовци и од тогаш имаме многу посета, мислам, во црквата. После неколку години почна да се реновира, сега, мислам, пред нашиот одбор
ние сме моментално сега во црквинскиот одбор. Пред нас исто така имаше реновирање на црквата, надвор од црквата Тремот е граден, трапезаријата, мислам, за ручек таму капела има изградено. Моментално сега ние во овој одбор што сме имаме целосно реновирање внатрешниот дел на црквата со икони, цртање, реновирање, бојање, плочки и се што има, и тоа со донации. Лустер земавме со донација од селото, од секоја куќа имаше, мислам, донација, пари. После крстот горе на камбанеријата, што е донација исто така од нашите иселеници што се во странство. И сите мислам дека по нешто помогна да се изгради и да се, мислам, реновира убаво нашата црква. Обично луѓето идат по-старите во недела, а младите обично во празници Велик ден, Божик и Богородица, тогаш најмногу имаме пост во црквата. Доколку го посетите ова населено место, навистина ќе бидете задоволни. Секогаш ќе најдете некој што ќе разговара со вас. Освен нивната љубезност, таму и образованието е на високо ниво. Сето тоа се должи на основното општинско училиште Гоце Делчев. Изградено е во 1926 година, а како основно училиште постои од 1996. Сега во него учат 545 ученици. Нашето училиште Гоце Делчев е изградено некаде пред војната, пред Втората светска војна, некаде во 1926 година. И од тогаш како училиште постои, и овде доаѓаат деца кои се образуваат, но со Втората светска војна престанува да работи и веќе во 1946 година пак постои како основно училиште и не само што постои, и ги опфаќа повеќе деца од овој регион. Значи, во ова училиште доаѓаат деца и од соседните села со исклучок на Робов. Во нашето училиште Гоце Делчев сега имаме во поновиот период од историјата имаме повеќе доградби и наградби, но во 2005 година со реорганизацијата на Република Македонија во нашето училиште ни дојде уште 8 или 7 поточно подрачни училишта, значи училиштето ги прифати и населените места, учениците од населените места Сарај, Бичарлија, Петрлинци, Дрвош, Старобаловци, Еднокуќево и Робов. Сега, ова година, во учебната 2012-2013 година, имаме ние запишено 545 ученика, во кои се офатени сите деца, се мисли на ниво на општинско основно училиште Гоце Делчев, значи во скоп влеваат сите ученици со подрачните училишта на Гоце Делчев. Во нашето училиште секоја година ние според програмата и планот организираме манифестации од поширок карактер. Тука можам да наведам дека го спремаме патронот празник на нашето училиште 4 мај. Имаме овде активности спортски, музички, играорни и се надпреваруваат децата, а по поново време исто така имаме активности и со ликовните секции и децата се активирани и имаме една паралелка, така наречена надарена паралелка, која е единствена во овој регион и во неја членуваат деца или учествуваат деца со своји идеи, цртат и тие деца се со посебен третмат, имат дополнителни часови и некогаш ги пуштаме дури и на регионални надпревари и одат и донесуваат ни награди од тие надпревари. Босилевчани можат да се гордеат и со уште многу убави работи. Прекрасни манифестации, изложби, театарски сцени.
Сето тоа го организира културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, кое е формирано 1947 година. Со тек на годините се менуваше друштвото како организационо, така и квалитативно, па токму затоа успеваше да ја зачува својата главна мисија и цел – зачувување и промоција на македонските традиционални ора, драми, музика и песни, со што го зачува и крива на повисоко ниво културниот идентитет на македонскиот народ. Низ друштвото поминале над 500 членови од Босилово и регионот, кои учествувале, се обучувале, изведувале и биле дел од друштвото и неговата долга историја. Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Босилово е формирано далечната 47 година. Почетокот не било како културно-уметничко друштво Гоце Делчев, било драмска секција. Значи, корените датираат, тоа е негде од постарите друштва. 47 година. За успеси да не зборам за тоа што ги има многу, но ќе кажам во моментот со што располагаме во момент сега и што работиме. Значи имаме игрорна секција од мала, средна и голема група. По некој пат ако има потреба дори и ветерани, луѓе стари како мене или некои постари. Но тоа е само кога имаме потреба за некои концерти годишни или некои други манифестации. Значи во игрорната имаме некаде од 80 до 100 членови. Имаме драмска секција која не работи редовно, но се случува некој пат и во годината да имаме постановки две. Значи тоа е по потреба. Значи, имаме машка и женска пејачка група и мешана, со која имам снимано негде околу 20 песни. Со машката имаме и албум, значи едно CD, која пред неколку години го промовиравме. И ако се ги собереме сите резултати, ќе дојдеме до некоја бројка од членови од негде од 120 до 140, што за едно село како Босилово е голема работа. И ние на тоа и се гордееме со нашата работа што ја работиме. Продолжуваме со работа и со прием на нови членови и се надеваме дека во следните години оваа бројка од 120 до 130 членови, колку што се брои на сега, ќе биде и поголема.
Одејќи низ прекрасните улици, забележавме и неколку постари луѓе. Седеа и разговараа. Кога се приближивме до нив, видовме дека се поделени во неколку групи. Седеа на различни маси. Некои играа карти, други домино, а останатите си разговараа. Ни кажаа дека така ги минуваат пензионерските денови. Во приквечерните часови се собираат пред пензионерскиот дом кој во Босилово постои од 1977 година. Постоje значи од 1977 година. Сериот пензионерите во Босилово значи работат едно известно време, например, сега се занимават с игра на карти, игра на шах, на домино и друго ништо, што друго ќе прават. Това е. Па исто 5-60 души не се надоле на секој вечер. А може некој пат да оти на 80. За тоа. Сега да кажам, например, пензионерскиот клуб, ако тоа беше тука, запустено од се, значи немаше ни скала да се кача, да се влезе внатре, него се качуваа пензионерите по камен турно, па да влезе внатре. Тоа беше најголемата мака на пензионерите, значи во Босилово. Ние во Босилово тоа го имаме горе-доле, заедно со жените над 200 пензионери и пензионерки. Значи, мажи има над 100, 120, 130 сигурно. И 7-80 жени. Значи, пензионерки тия. И жените не добавят, али мажите учествуват сите тука, знаеш. А доколку сакате да ја пробате прекрасната босилјанка, ова ќе ви биде уште една причина да дојдете овде. Пицеријата Парк се наоѓа токму во Босилово. Отворена е во 1995 година. А фактот што се наоѓа на магистралниот пат што води кон соседна Бугарија, ова место го прави уште попривлечно не само за домашни, туку и за странски граѓани. Се наоѓа на магистралниот пат Струмица-Бугарска граница. Атракција во Пицерија Парк е летниот живот, повеќе кога има странци. Наминуваат тука на познатите наши специјалитети пица Ала Парк, како најзастапна е босилјанката. Атракција во цела Македонија е позната. Повеќето луѓе кои минуваат на водопадите, ова година имавме и холанѓани, минуваат тука ја познавале преку веб страната нашата пицерија, застануваат на нашите специјалитети како гурмани на македонската кујна, бидејќи ние служиме повеќе специјалитети, од кои сите се задоволни во нашата земја и пошироко. Друго би спомнал дека имаме добри салати, десертите како што се нашите палачинките, сладоледите, овошните салати, од кои имаме палачинката најзастапна не што е барат домашната со джемови. Како што спомнавме, странците кои поминуваат тука или нашите гости ги побаруваат летните, како што е летната манџа, нели, атракцијата, домашниот наш ајвар познатите наши македонски вина. Босилевчани се потрудија овој ден да ни го направат незаборавен. Убави спомени, интересните приказни, старите традиции, секогаш ќе ни останат во сеќавање. Се надеваме дека и вие уживавте и се уверивте во тоа, но доколку се одлучите да дојдете овде, сето ова ќе ви стане вистинска реалност.